Добар ден. 4-кратно зголемување повеќе од дозволеното, што понекогаш кога ќе го тргнеме превезот на тајноста, достигнува и до 10 пати поголемо загадување на воздухот. Ова е секојдневието на Скопје, заедно со многуте стари возила, заедно со немањето филтри на големите индустријски капацитети и со градежниот бум. Оваа недела граѓанската иницијатива и граѓанските активисти се обидуваат да ја спасат парк шумата водно. Аеродромци пак секој ден постојано апелираат на црниот дим, на миризбата која што се шири во оваа општина и токму затоа денеска и во текот на оваа недела го отворивме прашањето дали сите правиме максимум што можеме за чист воздух и здрав живот. Би сакала во студиото на Зебра да им посакам добре дојден на Лиле Поповска од партијата Дом и на Сонја Христовска-Угриновска, новинарка и уредничка во Дневник, со кој што ќе разговараме на оваа тема. Добре дојдовте. Сонја, неодамна во една твоја анализа беше објавено дека на секој 6,5 часа умира по еден граѓанин на Македонија како последица на загадениот воздух и дека скопјани буквално треба да се молат да дувне ветер за да имаат чист воздух или нормален воздух за дишење. Изреагира ли некој од институциите на оваа фрапантна информација? Прво, благодарам за поканата. Значи, ова информација всушност не е ни нова. Информацијата ја објави како предупредување Светска банка уште оваа пролет, дека во Македонија како последица на прекумерно загадување на воздухот со ситен прав, значи воздухот е загаден прекумерно со ситен прав, другите загадувачи се во рамките на дозволеното, годишно умираат по 1350 лица. Тоа излегува на секој 6 часа по еден човек, околу 4 граѓани дневно. Освен оваа бројка ја изнесува и бројката дека годишно Македонија трпи во бруто домашниот производ штета од 235 милиони евра годишно како последица од аерозагадување. Па од тогаш помина скоро еве цела година, ниту мерки преку лето се превзема, ниту нешто конкретно изреагира, освен што веројатно сите се согласија со информацијата дека е вистина и дека на вистина толку страдаме сите ради загадениот воздух. Господи Поповска, неодамна уредникот на Вест Горан Михајловски ве прозва во една колумна дека наместо за загадувањето кое што станува алармантна тема деновиве, вие држите пресконференции на други теми кои што како што е она за спорот за името. Што би одговориле вие на таквата опаска? Затоа што подеднакво важни се и решавање на спорот за името, за да можеме да живееме нормално, заедно со другите европејци, заедно во евроатлантските интегративни процеси и структури, а исто така и загадувањето. Значи, и на едното и на другото обрнуваме подеднакво внимание, а за загадувањето мислам дека никој не води по големи кампањи, по упорно и по напорно, да речам, од Дом и од моите колеги, затоа што и сега кога деновиве имаше големо загадување и овој месец воопшто, ние баравме интервентни мерки кои што треба да се превземат, така што конкретно еве го на 5 ноември побаравме Маја Морачани, нашата жена портпаролка, значи предлагаме интервентни мерки за загадувањето. Прво, рестриктивно движење на возила кои не ги исполнуваат минималните евростандарди за квалитет на дизел или бензин горива низ централното градско подрачје, посебно во зоната на Малиот Ринг. Ова е мерка што ја имаат воведено во Берлин и која што за само 3 години дала 30% намалување на загадувањето. Значи, ова ни е дел нами во програма и го предлагаме упорно и ќе го предлагаме се додека не се прифати, затоа што не може да дозволиме најголемите загадувачи кои што со валкан загадени бензини се движат низ центарот и понатаму тоа да го прават. Ќе биде мала жртва од нивна страна доколку направат еден поширок круг или едноставно да се прилагодат кон современите барања. Понатаму баравме пар непар и исто така нешто што постојано го бараме, зголемување на дежурните екипи инспекторски. Тука имаме постигнато доста, затоа што за волја на вистината пред некоја година речи си да немаше инспектори, имаше многу малку инспектори за животна средина, сега се 21. Ако мене ме прашате, мислам дека треба да бидат најмалку уште дупло, меѓутоа
тоа има енормно зголемување од претходно. Претходно не можеше ни на една рака да се набројат колку беа. И друга работа, она што го бараме, и еве ви благодарам за емисијава, верувам дека и ова ќе биде повик и до институциите и едно позитивно лобирање, бараме дежурни инспекторски екипи, затоа што најголемите проблеми од индустриските капацитети, од индустриското загадување се прават во попладневните часови и за време на викенди. Новинарите тоа многу добро го знаете, затоа што тогаш се исклучуваат филтрите кои што инаку работат за да се заштеди струја, тогаш се пушта надвор од соодветна процедура. Јас сум инженер технолог и знам што значи ти да почитуваш процедура и да дозираш во еден процес супстанца малку по малку и тогаш може да се апсорбираат штетните гасови и да не излезат во атмосферата, а што значи ти брзо да си ја завршиш работата, истураш и бегаш, а тоа зад тебе останува вулкан. Значи, Дом најдоследно се бори против големите загадувачи. Вие видовте дека и пред кампањата на локални избори и за време на кампањата и сега продолжуваме. Ги посетивме сите кои што не примија. Досега само Макстил ме нема примено, морам да кажам. Инаку сите во кругот на Железара не примија и имаат ветено досега, тоа и јавно сме го објавиле, дека ќе го испочитуваат рокот од април месец 2014. Серија трибини, не само пресконференции, не само посети кај нив, и серија трибини со врвни експерти, со невладини, со медиуми, за да се направи силен притисок граѓански, за да се сменат состојбите. И многу бевме задоволни што владата го смени ставот. Вие се сеќавате дека лани најави дека ќе им го уважи барањето на 5 најголеми загадувачи и дека ќе го продолжи рокот за уште 5 години за важење на еколошките дозволи. Бевме многу насекирани за тоа, реагиравме и упорно кампања водевме и конечно владата се повлече од тој став и рече дека рокот април месец 2014 мора да важи за сите. Сега продолжуваме да ги посетуваме загадувачите за да извршиме дополнителен притисок преку јавноста со тоа што медиски ќе го покажеме. Следно на ред ни е Јегуновце, од и тие се еден од 5 загадувачи кои немаат одговорено дека ќе успеат и дури предлагаме и реални мерки. Некаде овие другите кои што имаат огромни профити, бидејќи берзата на метали одеше нагоре во изминативе десетина години и тие реално можеа од 1% што велам само од профитот да вложат за да се намали загаденоста, а да се прилагодат еколошки и тие кои што можат треба тоа да си го направат. Но има по некој капацитет, мислам дека Јегуновци е еден од тие кој што е многу значаен од социјален аспект за вработеноста, за одржување на животот во делот околу Јегуновце, кој што тешко дека во моментот ќе може сам да се справи. Има и тука решение, владата може да речеме да гарантира за заем, за кредит одреден или за одредени грантови каде што се однесува токму за еколошки прилагодување. Овие инспектори што ги бараме деноноќно да дежураат, тие треба да дежураат не само на големите капацитети, тие се големи загадувачи, така и ги викаме, за нив е одговорно Министерството за животна средина. Но, така наречени мали загадувачи кои што добиваат Б интегрирани дозволи, не А, туку Б интегрирани дозволи, за нив дозволи се даваат на општинско ниво. Тука вие не сте свесни каков проблем лежи. Еве, велите, постојано упорно лобирате, постојано сте активни, предпоставувам дека процесот на менување на веќе донесени одлуки не оди така брзо како што ние би очекувале, но е можен. Дали размислувате можеби некој тип на неформална коалиција со граѓанските невладини организации и активисти со оглед на тоа што секогаш кога доаѓа до ново сечење на дрвата низ Скопје, целиот оган е насочен кон вас, бидејќи со право предпоставам како единствена зелена парламентарна партија, граѓаните од вас очекуваат можеби во некој случај и чудо. Дали можеби работите на ниво да бидете многу покоординирани со граѓанските активисти, две прашања барем гледам тука во ова, ќе одговорам и на двете. Значи, апсолутно да, затоа што со граѓанските невладини организации и сега многу интензивно соработуваме. Секогаш кога се нуди одредена коалиција за решавање на некој еколошки проблем, Дом не само што ја потпишува, туку и активно влегува во кампања. Например, коалицијата од невладини 15 или колку беа невладини организации против
против историското загадување, што се потпиша сега и пред локалните избори, меѓутоа и се водеше кампања еден подолг период и пред тоа и потоа. Не само што ја потпишавме, туку влеговме во конкретна акција. Тука предводеа Go Green, Фронт на Искра и ред други невладини организации кои се многу сериозни, многу релевантни и вистина искрено екологистички се борат, што се однесува до зеленилото. Знаете, многу од една страна и ме секираат некои работи што се случуваат, но од друга страна ме радува жестината на граѓаните кои се борат за зеленило и за здрава животна средина сега, денес, последнава година-две, затоа што не беше се така. Кога почнавме како Зелена партија да делуваме, започнавме пред едно 5 години, ако не се лажам, со кампања Скопје зелен град. Направивме кампања, промоција, сметајки колку е важно, сега ќе ви кажам се. И што се случи? При промоцијата на толку важна кампања, каде што очекувавме пред се поддршка од медиумите, не дојде ни еден медиум. Но до тој степен тоа не е за окривување на медиумите. Уредувачките политики во тоа време, пред тие неколку години, не беа со таква свест за да сметаат дека тоа е прашање што некого го интересира. И потоа, сиве овие години, ние сме, знаете, треба да разликувате организирано граѓанско движење и граѓански активизам со делување на партија. Ние мора да делуваме преку институциите, но ги поддржуваме и земаме учество директно во граѓанските организации. Инаку, во акции, само да ве подсетам, значи, по таа кампања влегуваше тука редица трибини и акции за зелен катастар, значи за пребројување на дрвјата и на зеленилото во градот Скопје, што градот Скопје го прифати. И тука дојде и на наша трибина градоначалникот и јавно кажа дека ќе го поддржи тоа. Поорганизиравме и донаторска конференција и цела финансиска конструкција и за прв пат годинава градот Скопје обезбеди финансиски средства за зелениот катастарот и тоа беше услов за и странците кои беа заинтересирани да помогнат. Понатаму предложивме закон за градски архитект. Ако се сеќавате, јасно ни беше дека дел од проблемите е во урбаното планирање. Дел од проблемите и со зеленилото и со животната средина. За жал, ни една од релевантните субјекти во парламентот не го поддржаа тоа, иако невладините организации, еснавските организации на архитектите и оние блиски до позиција и до опозиција, двете го поддржаа и учествуваа во изработка на законот. Но за жал во Македонија политичката, дневната политика некако се става над екологијата. И мене ми е тоа криво, што не можеме некош да се најдеме како луѓе, ако сме од различни политички акции. Еден од нашите гледачи коментира на моето прашање дека не бараат чудо, но бараат дом да излезе од коалицијата. Дали ќе ви биде полесно да функционирате како Зелена партија во коалицијата, во сегашната коалиција и да лобирате, или можеби ќе добиете повеќе поддршка како опозицијска партија? Не. Едно е да добиеме поддршка опозицијска, веројатно од граѓаните би било поатрактивно и за нас многу полесно да бидеме во опозиција, како што сме еколошка партија, тоа многу би ни било полесно. Меѓутоа, многу помалку би можеле да направиме, затоа што ние конкретно во овие години, кога сме во коалицијата, само преку коалиција ти можеш да менуваш состојби и закони. И тоа е единствен начин да ги мениш состојбите. Само да ве подсетам и да го подсетам граѓанинот. Кога беше прашање дали Метрут Хем ќе го рестартира, ќе рестартира топилницата во Велес, се беше речиси готово. Јас бев прв политичар кој што застана со Зелената коалиција во Велес и официјално дом на покана од невладините влеговме како член во Зелената коалиција. И потоа се борев, не ми беше едноставно, ни едните ни другите не приоѓаа во првите моменти, затоа што секој си имал некоја своја предисторија во тие комплицирани односи околу топилницата. Но после тоа наше ледоломство, кога го скршивме мразот, после застанаа сите. И за мене нема поголем успех за отворање на зелената свест кај граѓаните од тоа кога сите партии застанавме заедно со транспарентот не за рестартирање на топилницата. Тврдите дека вие се извинуваме или да тврдите дека ви во коалиција сте заради тоа што заради граѓаните, а полесно би било во опозиција, малку звучи контрадикторно и демагошки. Полесно, поатрактивно би било. Поатрактивно би било затоа што би добивале аплаузи
само аплаузи би добивале, затоа што би биле можеби по-жестоки во некој Целта на говори. политичките партии на политичката сцена не се да ловат аплаузи, туку да бидат ги дел од менуваат власта. состојбите и ние и да бидат дел од власта и да ги менуваат состојбите и ние токму како дел од власта ги менуваме состојбите лобирајќи делумно внатре во коалицијата, некогаш коректно за да не ги ставиме во непријатна ситуација партнерите и не излегуваме, не реагираме јавно за некоја работа, признавам дека е така, меѓутоа зад сцена ние секогаш лобираме. Сетете се само за обидот да се изгради железара во Неготино, среде Лозја. И јас отидов на терен како пратеник и нашиот советник Горан Нечев во тој момент исто така беше единствен кој што гласаше против тоа во советот и се здруживме со граѓаните и не се случи изградба на железара. Значи тие позитивни лобирања, јас верувам во позитивното лобирање. Не само во тоа, знаете, во политиката треба според мене барем да се оди на долг пат, политиката е маратон. Тоа не е како да си метеор па да блеснеш во еден момент, да бидеш атрактивен за јавноста, а да не заврши, а потоа да согориш. Мислам дека истрајноста на долг пат дава резултати. Освен тоа, да одговорам на и вам и на гледачот. За ГМО кампањата што почнавме годинава да ја водиме, уште пред да се донесе правилникот за сточна храна, беше стопирано точно затоа што лобиравме позитивно. Ние секогаш коректно лобираме. Први директно, а потоа и јавно кога мораме да реагираме бидејќи не прозиваат граѓаните со коректен речник. Мислам дека тоа е поделотворно отколку само да ја скршиш чашата, да излезеш и да речеш сега што сака нека биде, ќе се борам од надвор. Помала е силата од надвор. Еден Лондон има превземено мерки да во центарот не можете да пристапите со автомобил или ако пристапите со автомобил ќе треба да го препаркирате на секој половина час. Да не зборам колку ќе треба да платите за тоа паркирање и возење во центарот. Дополнително што имаат веб страни за известување, за објавување, дури имаат и временска прогноза за загадување. Мислам едноставно ги земаат сите можни мерки за стратешки да му пристапат на проблемот и едноставно не се трга дека уствари на градот му се потребни одредени инвестиции и секојаш тие инвестиции би биле на сметка на животната средина. Значи таа теорија и тоа застапување одамна напуштено. Никој веќе не верува во тоа. Повеќето луѓе, нели обични граѓани, не сме квалификувани да полемизираме со господинот Ордановски на тема дали е неопходно телекомуникацијски аспект таа кула да се гради. Има и мислење дека тоа е тотално, значи, еден објект кој што им припаѓа на минатите времиња, дека поинаку се решаваат сега тие проблеми со нели преноси телекомуникацијски потреби на едно општество. Еве, тука во тој дел верувам дека повеќето од нас што сме во таа група не можеме да парираме, меѓутоа му поставуваме прашање на господинот Ордановски, па се уште не ни одговорил. Оние други содржини кои што се предвидени во кулата, тоа се 3 ресторана, колку што ми е мене познато, деловен простор, сите тие ќе бидат обслужувани со возила, значи луѓето кои што ќе доаѓаат таму неминовно ќе мораат некако да се транспортираат догоре. Тоа во превод значи дека голем број на возила, а верувам, значи можете да замислите како тоа ќе изгледа, огромен број на возила во текот на цел ден, веројатно и 7 дена во неделата ќе треба да се качуваат горе и да, нели, тоа е веќе големо оптоварување за планината, нема да и за кислородот кој што очекуваме сите да го дишеме таму. Го премолчи ли тој дел господинот? Упорно го премолчуваше, последно што ја знам, не сум проверила сега скоро на Facebook, меѓутоа неколку обиди мои лични да го прашам да ми одговори на тој дел, остана без одговор. Знаејќи го фактот дека одредени мерни станици и покрај тоа што е напишано дека имаат сервисирање месечно, годишно, редовно одржување и слично, а не работат, не знам колку би биле веродостојни тие податоци. Знам дека позицијата е согласно одредени стандарди дели кој што треба да ги има за поставување на таква мониторинг станица. Проблемот е што треба да се постават повеќе мониторинг станици, особено на места кои што ќе покажуваат моментално загадување во градот, затоа што не е релевантно само поставувањето во одредени парк шуми каде што има провев цел ден. Значи тука вие го имате, да, тој некој параметар, да кажеме, за некоја средна вредност, но вистинското загадување кое што еден граѓанин го има е токму тоа која преминува на рекорд. Од
неколку други невладини еколошки организации, активисти, граѓански кои што индивидуалци кои што едноставно се заинтересирани да учествуваат, да партиципираат во овие акции за заштита на животната средина. Еве и од господја Поповска сега пред малку слушнавме дека медиумите некако не ја третираат екологијата и чистата животна средина, барем меѓу првите топ 3 да кажеме теми, бидејќи предпоставувам дневната политика ги гази. Каква е сега ситуацијата? Да, жал така е. Можам да констатирам тука е во право Сепак сите господја го дишеме Поповска. истиот Да, воздух, сите не- дишеме воздух, сите пиеме вода, сите јадеме храна, се е загадено, меѓутоа за жал се уште екологијата не добива доволно простор во медиумите. Можам да забележам дека во последнава година-две пополека се менува состојбата, меѓутоа до пред 5 години тоа навистина беше така. Или просторот е краток во вести, или во вестникот која е е темата вако. што И ќе тоа, отпадне? значи прва тема што ќе отпадне е обично еколошката за жал, затоа што веројатно нема, тоа е последица на немањето на јавна свест која што е нели присутно кај нас, дури и ни кај уредниците и кај политичарите до вчера немаше доволно јавна свест за тоа Токму што така, ние јадеме, токму така. дишеме и како живееме. Кога од медиумски аспект го рецензираш она што го прави најзелената партија, дали е задоволително нивната активност или може не, да се... мене ако прашате зелена партија треба рововска битка да води, значи треба да се борат. Мислам дека господја Поповска има простор многу повеќе да делува како зелена партија, како еден факт се спомна. Министерството за животна средина има годишен буџет од 7 милиони евра. Една скопска општина има поголем буџет. Што може министерството со такви малку пари да направи? Зошто вие сте партнер во власта? Достега се можеле да лобирате да се зголеми тој буџет, да се вработат инспекторите кои што се потребни. Една пречистителна И вработени се, зголемен е бројот и да се многократно. зголеми, значи буџетот на министерството треба многократно да се зголеми, да се врати Се согласувам. државниот фонд за Апсолутно, животна треба да се средина, зголеми. државен фонд за животна средина ние Точно имавме до пред така, 10-20 точно години. така. И Имавме затоа државен фонд за организиравме така, пошумување. уште не Ние сме немаме ни успеале за во тоа. пошумување државен Така, фонд. Каде се така. тие фондови? Зимаме еколошка такса за полнење бензини при регистрација на возила, а каде се тие пари? Дали реално се искористуваат во некаков државен фонд за овие потреби на сите нас? Се согласувам со вас дека има уште многу нерешени работи, меѓутоа сме направиле многу. Само да ве подсетам, тоа го знаете како новинари, дека до пред пар години немаше ни законска регулатива, нити стратешки документи за екологија што требаат. Значи, почнавме од рамка законска до спроведување. Само да ве подсетам за отпадот. Немаше закони за отпад, а ние ја иницииравме пред 2 години националната акција за Македонија без отпад. На што По е со примерот на имплементацијата Let's на Go. тие закони? Еве го за имплементацијата зборувам, токму акцијата за по примерот на Let's Do It World, заедно со Ајде Македонија, како невладина широка мрежа, повторно се враќам на тоа дали соработуваме со невладините организации, официјално поднесовме проект до владата, го лобиравме одреден број месеци и тој проект беше прифатен и еве веќе втора година владата учествува во тоа, министерството го организира тоа, токму заменикот наш е координатор на таа активност и со сите институции на локално ниво, градот Скопје максимално се вложи тука, се исчистени тони и тони отпад од цела Македонија. Тоа дополнително едната депонија во Струмичко веќе има најдено, процедурата е завршена, веќе е во подготовка, се спрема да се реализира. Исто таму во Полок е речиси на крај постапката, така што имплементацијата веќе почнува во законот за води. Јас лично предложив европски закон за води. Имав многу проблеми за тоа и на некои колеги не им се допаѓаше кога инсистирав на тоа, велеа, па ајде на крај екологијата, тоа е скапа работа. Не викав, економијата и екологијата треба рака под рака да одат. Не може инаку едното ти да го развиваш на сметка на другото. Здравието е поважно од се. Тој закон за води функционира една година, пречистителни станици има 21 во индустриските објекти и има 3 големи. Берово, каде беа уште, Куманово има, во Прилепско има и еве го се прави кај Ѓорче Петров. Значи, имплементацијата на законите се прави, тече, но се согласувам апсолутно со колешката од Дневник дека треба многу повеќе средства. И тоа е дел од моето лобирање. Успеавме во неколку наврати да обезбедиме, еднаш дури го нарековме зелен пакет во буџетот пред 3 години и тука се зголеми буџетот, но не онолку колку што би сакала и онолку колку што треба. Да не заборавиме дека сум ја сепак еден пратеник и како еден пратеник без лажна скромност мислам дека одработувам барем за неколкумина. Со цело срце се залагам, се борам
упорна сум и Зошто вашите колеги од досадна, да другите речем. партии во парламентот не се заинтересирани за овие теми? Веројатно и се заинтересирани, меѓутоа секоја партија има своји приоритети. Нам ни е приоритетот животната средина, развој на туризмот. Зошто туризмот и посебно екотуризмот? Затоа што извонреден начин да не ја загади животната средина, а да обезбедиш економски развој, развој на туризмот. Принципиелно на изградбата на патот Сопиште Водњанска, со кој што ќе се исече дел од паркот Шума Водно. Веќе реагирав, меѓутоа и се заинтересирав за податоците. Еве што ми беше одговорено, ако ми се погрешни, кажете ми. Значи, инаку ние во повеќе наврати реагиравме против обиколница преку Водно што би врвела, но беше укажано дека тоа е нешто што е донесено уште во предходен ГУП, уште пред многу повеќе децении и дека едноставно тие работи што се зацртани во генерални урбанистички планови не може да се менуваат. Но се заинтересирав, значи, за овој пат. Тоа е одлука за крак на регионален пат, надворе од ГУП, значи, бидејќи такво е местото, се работи за неколку километри, 5 до 6 километри. 4,4. Така, да, затоа не знаев точно, но околу 5 до 6 километри ми беше кажано. И бев дека патот не врви, дека не се сосем точни сите информации кои што кружат по социјалните мрежи, дека ќе се уништи пешачката патека до Марково Крувче, дека всушност патот врви под тоа, строго под острата кривина кај Изис и потоа директно на голиот дел на Водно. Бидејќи не ми се веруваше, Марково Крувче е моја омилена патека инаку, и навистина тоа е една угодна, пријатна патека и омилена за илјадници скопјани. Отидов дури да го видам на лице место. Навистина, она што го видов е дека практично минимален дел од дрвја се зафатени. Главно е тоа, речиси целото, е голина, ситни грмушки и она, како да речам, зеленило што е самоник. Така што нема уништување на зеленило, на шума, на дрвја, како што стоеше во мрежите. Ако имам погрешна информација, ако не сум го видела целиот потек, јас ве молам да ми кажете, би сакала да знам. Може би имате податоци. И дали може, бидејќи е најавено за оваа недела, нели таа една граѓанска иницијатива Спас за Водно, дали апропо овој муабет, граѓанскиот активизам може да донесе до промена на веќе донесени одлуки? Доколку делуваат самостојно? Ја верувам дека патот до Водно сепак е инфраструктура. Граѓанскиот активизам требаше повеќе се насочи кога се градеа објекти, приватни куќи во делот на Панорама, Средно Водно. Тоа е приватен капитал, некој за лично уживање се го прави. Пат инфраструктура, луѓето се бунеа, например, кога се сече дрва да се изгради жичница. Ама таа жичница денеска овозможува 70 годишен човек и мало дете да се качи на врв и да дише чист воздух, така да секој пат треба малку да ги одмеруваме нештата, не одма во екстреми. Еве, ја би сакала тие граѓански активисти, кои што сакаат нашиве шуми на планиниве да опстојат, да протестираат за сечата на Скопска Црна Гора. Не ни се намбели дробови само Водно. Што е со Скопска Црна Гора? Ја со голеја дрвокраци. Таму нити шумска полиција, нити МВР влегува. Мислам, еве, господја Поповска исто така како од Зелена партија, исто така би требало и таму да ургирате, апелирате да се застане на патот на тие дрвокраци кои што буквално ги соголеа. Значи вака излегува дека тоа што го гледаме, се обидуваме да го заштитиме, тоа што ни се случува зад грб. Не го ни гледаме, не го ни знаеме и како да не се ни случува и додека ние протестираме за дрвата на Водно, што не велам дека не треба, секое дрво е драгоцено. Ваму цели шуми ни... Што е со мерачите на чистиот воздух? Зошто се отстранети? Дали тоа создава дополнителна паника? Треба ли граѓаните да знаат? Дали беа поставени на вистинските локации? Само накратко и... Има 4 мерачи кои сега работат. Тоа што порано не работеле, затоа поради притисок и на граѓани, и наши и ваши реакции, тие сега работат. Значи на 4 места клучни се поставени. Во центар, во Карпош, во Лисиче и во Мавровка. Инаку најлоша е состојбата во Лисиче и најмногу се жалат аеродромци. Таму има многу мали објекти кои што горат гуми, масла собирни и други работи. Затоа јас реков, огромна работа има и за локалните инспекторати кои треба навистина да си одработат. Инаку околу мерачите владата обезбеди, значи, 2 мобилни мерача. Знаете дека министерот за здравство ги промовираше, меѓутоа и има одлука за сензори 24 часовни.
тоа наскоро, значи ќе го видиме дополнителни сензори, така што вреди борбата и сакам да им порачам и на сите граѓани, вреди борбата, вреди лутењето, нека ми се лутат и мене и на влада, на сите, нека не притискаат, затоа што навистина се даваат резултати. И уште една работа, законот за зеленило, само ако ми дозволите, еве едно позитивно лобирање, тоа е направен веќе, како што имавме ветено на 1 јуни го завршивме во соработка со невладини организации, стручни луѓе и луѓе од градот Скопје и од паркови и зеленило, така што значи тој е готов, 44 члена има во оваа верзија, на последно усогласување е со градот. Јас сум многу сигурна дека наскоро ќе го видиме. И на тој начин нема да спасиме само неколку дрва и да се бориме за неколку дрва, туку сите дрва во сите урбани средини ќе бидат трајно заштитени. Наистина веќе немаме време, ви благодариме за гостувањето. Се надевам, ова е широка тема, има многу други аспекти кои што можат да бидат офатени. Се надевам дека и во иднина гледачите ќе имаат интерес да правиме што повеќе вакви теми. Ви благодарам за интересот.